Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Чланарина за вежбање, да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Добар ден, драги пријатели, добре дојдовте во новава денешна епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и сум многу среќен што не следите во овие епизоди и се надевам дека добивате доволно инспирација и мотивација да ја започнете вашата лична промена. Она што денеска ќе зборуваме на многу интересна тема, а тоа е целиот овој период кој што е исполнет со многу предновогодишни и постновогодишни празници и причини за да славиме, а тоа се од најразлични слави, имендени, празници кои што нели ни се тука како Божик, Нова година, Бадни, Коледа и така натаму, и многуте причини за предновогодишни славења со колегите, со другарите и така натаму. Зошто сум инспириран да зборувам за оваа тема? Затоа што со голем број на луѓе кои што се среќавам овој период го имаат моментот на оправдување и на изговор дека ќе почнат можеби да превземаат нешто веднаш после Нова година или после одреден празник. Затоа што сега е момент на празници и дека причината е практично самите празници зошто тие можеби не можат да стават некаков ред во својот начин на живот, но веднаш ќе ви кажам дека јас не се сложувам со тоа и ќе ви ги дадам фактите и причините зошто е тоа така. По принцип, многу од луѓето го имаме општо прифатено дека новогодишните, односно годишните резолуции најчесто треба да почнат после Нова година. Но според мене, за некого од вас можеби новогодишната резолуција ќе биде на 29 декември. За некого од вас новогодишната резолуција ќе биде на 17 јули и така натаму. Вие треба за себе да си одредите таа годишна резолуција и да донесете одлука кога можеби ќе ги промените навиките, затоа што датум како датум не значи ништо и не е сам по себе некоја огромна причина зошто можеби вие треба да направите или да не направите нешто. Со сето тоа сакам да ве поттикнам да размислувате дека без разлика дали вие ќе донесете некаква одлука за промена после Божик или после било кој празник кој за вас е и празникот кој што готово и веќе почнувам јас на промена, треба да бидете свесни дека и следната година ќе се појават тие исти празници. А она што ние тука го зборуваме е начин на живот кој што треба да се одвива додека сме присутни на овој свет, а не начин на живот кој што треба да се одвива до одреден датум или да почне од одреден датум. Самите празници како празници никогаш и практично и не биле проблем. Затоа што ќе ви кажам по личен пример дека најверојатно за овој празничен период ниту јас нема да изостанам од сите тие и софри, и седенки, и дружби со пријатели, колеги, блиски, семејства и слично, затоа што едноставно е таков период. Но тоа не значи дека можеби остатокот од исхраната кој што го имам во деновите, односно во периодите од денот кога нема никаква прослава, ќе ми биде хаварисан. Тоа значи дека на секого од нас денот треба да му почне правилно, да му се одвива правилно, односно да има редовни оброци, да има квалитетна исхрана, да пие доволно вода, да биде колку што може повеќе физички активен, а периодот од денот кога ќе дојде момент на прослава, седенка и така натаму, секој од нас може да се опушти. Проблемот клучен со тоа зошто можеби луѓето имаме проблем со изгледот и зошто можеби имаме проблем со здравјето, не лежи во еден оброк или во еден празник кој што нас не поттикнува да можеби се опуштиме со алкохол и од храна. Проблемот не лежи во 2000 калории кои што можеби ќе ги внесеме во еден оброк во еден празничен ден. Проблемот е тоа што внесуваме 500 калории повеќе или внесуваме погрешни калории во текот на целиот ден, во текот на целата година. Континуитет прави разлика.
континуитет во лоши навики ќе ви направи разлика во лоши резултати и континуитет во добри навики ќе ви направи добри резултати. Така да немојте да ги прифаќате празничните периоди како изговор зошто можеби не треба да почнете или да почнете и зошто можеби нема да изгледате добро и ќе покачите можеби некој килограм. Тоа воопшто не е никаква причина да направите било каков проблем. Се надам дека сето ова ќе ви донесе вредност и можеби ќе ви помогнам да размислувате во некоја друга насока и насока која што следната година ќе ви донесе поинаков резултат и следната година можеби некој од вас ќе биде нечија инспирација токму поради оваа тема и токму поради овие празници и одлуките кои што ќе ги донесете за овие празници. Она што јас можам да ви го посакам е да имате супер празничен период, да имате добри животни навики кои што константно ги изборуваме тука и со ова практично и се одјавувам од оваа епизода и ви благодарам што не следите. Останете ми во добро здравје и се гледаме во следната епизода. Пријатно!